овие проблеми, ако сакаме да ги решиме, потребно ни е денеска да почнеме за да има резултати за 5 години. Нажалост, овие проблеми што ги имаме со отпадот, во извештаи уште во Југославија, значи во 80-тите направени, буквално истите проблеми кога денеска да ги читате. Секогаш само да се заташка, да се остави и како е продолжено, секоја година сите политичари нормално го буткаат тоа на страна. Ова е резултат на една, да кажам, на еден пристап во политиката, генерално и на доврзување на оно што претходно беше кажано, во кој што односот на институциите кон безбедноста и безбедното живење на луѓето се подразбира само како заштита од криминал, да речеме. Она заштита од насилство, иако и тука нема секогаш најдобар перформанс. Сето останато е оставено на среќа. И особено заради тоа што забележуваме дека, например, институциите, кога треба да го обезбедат овој другиот дел од безбедното живење, депониите, да обезбеди заштита на животната средина, тоа го остава на среќа во смисла на тоа дека не ја интересираат давачките на операторите, да речеме, кон државата. Гори заради корупција, гори заради неодговорност. Има еден еклатантен индекс кој што го спомнав, кој што го мери владењето на правото од 91 па до денес. Верували или не, во моментов 2024 владењето на правото е со помал индекс од 91.